Разликата помеѓу програмите на ВМРО ДПМН и СДСМ за Гостивар е повеќе од очигледна. СДСМ има само 7 проекти, од 27 проекти кои што не се конкретни, ниту имаат било какви планови и рокови. ВМРО ДПМН има 37 проекти. Конкретно, за улиците и патиштата во Гостивар. СДСМ не предвидува буквално ништо, ниту еден збор, ниту една запирка. ВМРО ДПМН го предвидува следното. Улица во населба Млаки, понатаму, улица во населеното место Питарница, улица до манастирот во населеното место Циглана во должина од 400 метри, понатаму улица Живко Брајковски во должина од 1 километар во населбата Дутлок од судот до стадионот. Исто така улица во Гостивар до Туланата, пат во Гостивар, односно улицата Бањешница во должина од 500 метри, санација на сочиштата на главниот пат во делот кај Церово, тоа е патот Гостивар-Кичево, како и цела низа на други проекти. СДСМ не предвидува ништо за училиштата, ние имаме повеќе работи, вклучувајќи и санација на покривот во училиштето Гоце Делчев. СДСМ не предвидува ниту една нова детска градинка, ВМРО ДПМН предвидува 140 градинки во цела Македонија, вклучувајќи и тука во општина Гостивар. Ајде да финам. На темата здравство, разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е следна. Ако СДСМ во нивната програма воопшто нема ниту еден проект предвиден за здравството во Гостивар и околината, ВМРО ДПМН во програмата реално предвидува буџет од над 750.000 евра кои што ќе се вложат за нови медицински апарати во нашата општа болница и во здравствениот дом. И тоа вкупно 83 апарати за општата болница и 5 апарати за здравствениот дом. Би напоменала само некои. За општа болница, дигитален рентген апарат, анестезиолошки апарат, инструменти за гинеколошка сала, апарат за електромиографија, апарати за ехографија, апарат за колоноскопија. За здравствениот дом во Гостивар предвидени се 3 стоматолошки столови, стоматолошки дигитален рентген апарат Panoramix и апарат за ергометрија. Ете, тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ реално со факти, со програми. СДСМ 0, Гостивар 750.000 евра за здравството на нашите сограѓани.